Гимназијата Гоце Делчев денеска со пригодна приредба го одбележа Меѓународниот ден на мајчиниот јазик 21 февруари. Јазикот е единствената наша татковина, е познатата мисла на Блаже Конески, која ја нагласува суштинската поврзаност меѓу македонскиот јазик и националниот идентитет. Мислата на Конески е и мотото на денешната драмска представа во изведба на кумановските гимназијалци под менторство на наставничките по македонски јазик Ангела Петковска и Лидија Тасевска. Со рецитали, песни, драматизации на македонски, српски, албански и ромски јазик, пред присутните гости се представија и ученици од неколку основни и средни училишта од Куманово. Инаку меѓународниот ден е одреден во насока на промоција, негување и афирмација на сите јазици што ги користат народите во светот. Од лани почна нашето училиште традиционално да го обележува овој датум, затоа што сметаме дека навистина е важен за една нација, посебно за едно училиште. Плюс за едно училиште во кое што има повеќе јазици. Во нашето училиште веќе неколку години има и српска паралелка, има и билингвална француска, а од лани веќе, односно од оваа година има и билингвална англиска паралелка. Така што решивме, ние како училиште во кое што има повеќе јазична настава, да почнеме да го одржуваме тој тренд на давање на значење на јазиците кои што не разликуваат, меѓутоа и не зближуваат. И за овој ден имаме подготвено со колешката Лидија Тасевска, бидејќи јас и таа ги водиме проектните активности, литературни клубови, драмски секции, дебатен клуб и новинарски клуб. Подготвивме една приредба со нашите ученици во чест на овој празник, со пригодни точки, со рецитали, со пење, со драматизација, и тоа драматизираат учениците од прва година од билингвална англиска паралелка. И исто така поканивме и гости од други училишта во кои што се изучува на мајчин јазик, меѓутоа кој што не е македонски, од Вукарџиќ, од 11 октомври има ромски, албански, од сами фрашери на српски јазик, а и ние имаме исто така представници од српските паралелки од нашето училиште, кои што исто така ќе се представува со творби на српски јазик. Така што салата е полна, веќе ова наша галерија е полна, гости дојдоа од најмалите, значи од основно училиште, средни училишта, нивните пријатели, нивните соученици, нашата служба со директорката, колегите, колешките по македонски јазик. И еве сега ќе почне и се надам дека ќе остане како традиција, меѓутоа и убав потик за другите училишта, не само во Куманово, туку во цела Македонија, некако да го поинаку третираат овој празник и да му дадат поголемо значење. Насловот на драмската представа која што подготвував јас со моите ученици од прва година насловот е Јазикот наш убав, а мотото е Нашиот јазик е нашата татковина, односно зборовите на Блаже Конески. Мислам дека тие зборови кажуваат се. Нашата татковина е оној јазик кој што го говориме ние, оној јазик со кој што живееме ние, на еден простор со луѓе кои што ни се блиски, драги, од кои што учиме и нормално луѓе кои што учат многу работи од нас, за нашата традиција, нашите обичаи, нашата националност, сите наши вредности, се оно што е убаво наше како народ, да си го негуваме, да го цениме и да продолжиме да го покажуваме на идните генерации, да ги покажуваме сите вредности, а мислам дека еден од тие начини е токму ова приредба што подготвуваме. Кој УНЕСКО го прогласи за меѓународен ден во 1999. Овој ден се слави низ целиот свет со разни активности насочени кон зачувување и унапредување на мајчините јазици. Нашата земја, како и многу други земји во светот, се карактеризира како мултиетничка и повеќе јазична земја, односно во нашата земја се зборуваат повеќе различни мајчини јазици. Меѓународниот ден на мајчиниот јазик е ден за промовирање на лингвистичката и културната разновидност и се потенцира важноста на секој јазик на планетата Земја. Односно, како што ќе рече Блаже Конески, да го чуваме, го негуваме, го гледаме јазикот наш македонски, ќе може да сметаме дека имаме и татковината, како куќа, како дом, како огниште.
Јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Куманово донесе наредба за спроведување истражна постапка против едно лице за кој постои основано сомнение дека извршило кривично дело убиство. На точно неутврден датум во периодот од 27 јануари до 12 февруари годинава, осомничениот 25 годишник во селото Челопек, општина Старо Нагоричане, со умисла на свиреп и подмолен начин ја лишило од живот жртвата, жена родена во 1947 година. Соопшти обвинителството. Ја искористил околноста дека оштетената живеела сама, била стара и немоќна. Кога влегол во незината куќа, таа спиела на креветот, па осомничениот физички ја нападнал, задавајќи и повеќе удари со кои и нанел тешки телесни повреди, од кои жената починала. Со интензивни координирани действија во изминатите неколку денови на Основното јавно обвинителство Куманово и Истражниот центар во тоа обвинителство, Министерството за внатрешни работи и екипите на Институтот за судска медицина обезбедени се докази кои укажуваат на поврзаност на овој настан со неколку други слични случаи во Кумановско. Заради сличности во однос на изборот на жртвата и суровиот начин на извршување на делото се испитува дали и во тие случаи станува збор за убиства извршени од истиот сторител. За една од потенцијалните жртви вчера беше наредена ексхумација и обдукција. Од телото на починатата жена се подигнати траги и ДНК кои се вештачат. Истражните органи работат на сложени вештачења и анализи како и други действија за обезбедување докази, кои во моментов не може да бидат споделени со јавноста поради тајноста на постапката. Осомничениот од моментот на неговото откривање веднаш е лишен од слобода и обезбеден, а по предлог на јавниот обвинител му е одредена мерка притвор. Наредено е и психијатриско вештачење на осомничениот од страна на тим вешти лица, форензички психијатри од Институтот за психијатрија во Скопје. Ако возилото остане заглавено на крстосница, иако претходно поминало на зелено светло, ќе се смета за сообраќаен прекршок и ќе следува казна, информираат од Министерството за внатрешни работи. Министерот Панче Тошковски во синокешното гостување на телевизија 21 кажа: тој сообраќаен прекршок има друг третман. Нема да има третман на поминување на црвено, туку забавување или отежнување на движењето во рамки на крстосница, кој е посебно дефиниран и мислам дека казната беше 45 евра. Значи возачот мора да направи проценка дека сообраќајот ќе се закочи ако помине на зелено светло и ќе мора да застане. Имаше во тест периодот и такви ситуации и камерите ве идентификуваат како да сте поминале на црвено и покрај тоа што сте влегле на зелено. Но сето тоа го отстранивме и тој прекршок нема да биде констатиран како поминување на црвено, туку како задушување на крстосница, кажа Тошковски. Секторот за внатрешни работи Куманово соопшти дека вчера околу 16 часот 42 годишен жител на селото Алгуња пријавил дека во основно училиште во општина Старо Нагоричане неговиот малолетен син бил физички нападнат од неколку малолетници од истото училиште. Полицијата презема мерки за расчистување на случајот. На повеќе локации во градот ќе бидат изградени дополнителни 6,5 километри секундарна гасификациона мрежа со средства обезбедени од вториот повик од унгарскиот кредит. Во тек е постапка за избор на изведувач, а градежните работи се очекува да започнат напролет. Со проектот е предвидена гасификација на улиците Драган Стопаревиќ, Авној, Народна револуција, Никола Тесла, Доне Божинов до влезот на населбата Карпош, делот Тоде Думба 11 ноември, кај училиштето Толи Зордумис, како и на улиците Вараждинска и Горно Милановачка. Основното јавно обвинителство Куманово донесе наредба за спроведување истражна постапка против две лица за кои постои основано сомнение дека заеднички извршиле кривично дело насилство. Според обвинителството, на 18 јануари по 1 часот по полноќ, осомничените агресивно и насилнички се обиделе да влезат во гостилница која веќе била затворена со намера и по крајот на работното време таму да консумираат алкохол. Сопственикот не им дозволил, пошто тие продолжиле со особено агресивни действија во дворот на угостителскиот
ugostителскиот објект, па физички го нападнале сопственикот и му задале повеќе удари по главата и телото. Го собориле на земја и му нанеле тешки телесни повреди, скршеница на десната рака и повреда на увото. Со ваквите насилнички действија осомничените предизвикале чувство на несигурност и страв кај уште неколку лица кои во моментот се затекнале во близина на објектот, велат од обвинителството. Јавниот обвинител до судијата на претходна постапка од Основниот суд во Куманово достави предлог за определување мерка притвор за двајцата осомничени. Судот го прифати предлогот и им определи притвор во траење од по 30 дена. Министерството за внатрешни работи информира дека вчера на граничниот премин Табановце на влез во државата полициски службеници привеле 45 годишен државјанин на Италија. При гранични проверки и контрола на возило со италијански национални ознаки кое го управувал, пронајдени се и одземени 8 импровизирани направи со игла за активирање на непозната муниција, пиштол, 6 кутивчиња со по 100 парчиња муниција, едно кутивче со 200 парчиња муниција, едно кутивче со 60 парчиња муниција и други предмети. По наредба на јавен обвинител, лицето е задржано во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава, соопшти Министерството за внатрешни работи. Во пресрет на големиот христијански празник Прочка, традиционална аматерскиот ансамбл од Сдруженијето на пензионери Куманово ја изведе представата Ленче Кумановче. Кумановските пензионери актери и овој пат се представија во најдобро светло и на свој начин ја прераскажаа љубовната приказна на Ленче и Бошко. Со аплаузи и овации присутната публика ги награди членовите од рамската работилница во Сдруженијето, кои се единствени во државата, соопштија од Сдруженијето на пензионери. Вредноста на синдикалната минимална кошница за месец февруари годинава изнесува 67.382 денари, споредена со вредноста на синдикалната минимална кошница за месец јануари 2025 година, која изнесува 66.413 денари, е зголемена за 969 денари. Тоа значи дека се потребни скоро 3 минимални плати за да се преживее месецот. Со изнајмен стан од 60 квадрати пак кошницата за месец февруари изнесува 82.757 денари.